Скратени парите за рамномерен развој на регионите. Наместо 1% од бруто националниот производ, регионите добија околу 50.000 евра. Значи ли тоа дека државата полека крева раца од концептот за рамномерен развој, што сама го промовираше? Засега сите негираат, но останува фактот дека парите за оваа намена постојано се кратат. Прво имавме 21 милион на првиот повик, на вториот повик 11 милиона, на третиот повик 7 милиона. Па вие сами оцените како се кратат средствата за развој на планските региони. Од власта вела дека не се откажуваат од концептот за регионален развој. Кретењето на средствата го правдаат со економската криза. Во моментот знаете дека во Европа има голема економска криза, која што се почувствува и нормално е да се почувствува и во Република Македонија. Владата на Република Македонија во согласно со тоа колку средства прибира, толку и ги распределува. Нормално е дека и нашите средства беа скратени. Со ова објаснување не се служуваат од СДСМ. За нив кретењето на средствата за рамномерен развој е доказ дека власта повеќе се грижи за спомениците отколку за граѓаните. Оваа влада имаше во претходниот период само 100.000 евра за развој на Источноплански регион, а за зграда на водовод истата оваа влада во Скопје одвои 10 милиони евра. Сега ги крати уште еднаш овие средства за развој на овој регион. Според Штипскиот градоначалник, кретењето ќе го почувствуваат само малите општини, поголемите како Штип и онака не сметаат многу на тие пари. Ќе се одрази, меѓутоа тоа одразување повеќе ќе биде на помалите општини, бидејќи и досега преку Центарот за развој на Источниот плански регион, наша тенденција и на општина Штип беше идејата да повеќе се помагаат помалите општини. Иако општините повеќе пати реагираа за кретењето на средствата, сега се помирија со сумите што ги добиваат од државата. Пари за вистински развој се бараат од донатори. Ние како региони со претходниот буџет кој што ги имавме, не очекувавме многу во делот на развојот, туку тие средства да предвидени во главном за студии. Веројатно некоја од студиите ќе биде одложена. Непостојаноста на средствата се одразува и во планирањето и одредувањето на приоритетите. Пред неколку месеци, градоначалниците од Истокот испратија барање до владата да се формира фонд во кој ќе има средства за поддршка на проекти, но досега повратен одговор не добиле. Нашиот регион е еден од најнеразвиените региони. Нашите општини со исклучок на една или две не се доволно моќни за да направат едно претходно финансирање и кофинансирање во самиот процес на имплементација на проектот. Наместо 70 милиони евра, 8 плански региони за развој од државата добиваат трошки. Лани за оваа намена биле издвоени 0,04% од БДП. Никој не знае како се трошат парите на поединечните министерства во кои има ставки за регионален развој. Не постои анализа дали парите завршуваат кај најнеразвиените или кај најподобните.